убаво. Ова е втора година. Минатата година бевме во малата сала на филхармонијата, сега веќе се зголемува интересот. Иако не беше полна, имавме дупло повеќе народ од минатата година. Оваа година го решив проблемот со водителка, бидејќи минатата година се загубив во римели, креони, тоа направив неколку грешки, тоа беше толку смешно, жените падна во несвест од смеја. Викнав еден стручњак во таа област, мојата омилена Мија Костова. Долго време не сме настапувале заедно. Јас мислам дека и прв пат настапуваме заедно и таа беше целата истремирана, викам, да, си нормално, на твој терен сме и така. Убав еден настан. Овие две прекрасни жени, Убавка и Ева, тоа се последните ентузијасти, веројатно, во оваа област во Македонија. И не само што не запираат, него гледам дека апетитите им растат и ова за неколку години ќе биде нешто многу големо, ќе прерасне во нешто традиционално и многу големо, затоа што кога разбрав колкав е бројот на козметички, фризерски салони, берберски салони и не знам што во Македонија, навистина маса луѓе, особено во фамилиарните бизниси, заработуваат од ова и навистина импозантна бројката. Така. Ве следав како внимателно ги гледате артистите, како работат, прават фризури. Дали можеби научивте некоја техника вечерва? Од минатата година повеќе знам секако. Научив барем некои основни работи. Ова е сепак женска работа, но имаше и доста машки представници. Едниот водител да знае се за темава, а другиот водител да не знае ништо за темата, па тоа е интересно и за публиката. Мене некои од овие техники прв пат ги гледам, навистина особено ова со изработката на овие ногти, тоа веќе не е козметика, тоа е уметност чиста, ова што го направија вечерва девојките со кинеската жена, незината фризура, незините ногти, навистина нешто прекрасно и горд сум што имам наши девојки и момчиња што знаат тоа да го направат на ниво на светските козметички центри, врвни индустрии во таа област. Така. Доколку убавината имаше име, кое име ќе го носише според вас? Мија Костова. Знаем. Дали Игор има модерно кажано скинкер рутина? Па јас, да ти кажам, морам да си го негувам лицето и да знаеш, секој кога ќе се избричам до гола кожа што се вика, навистина изгледам многу помладо, затоа што од сите можни шминки што ми шљапале по театри, по филмови, по телевизиски серии, ова има шанси лицето да ти се разболи, што викаат. Меѓутоа ме научија дека мора да се симне. Сега оваа шминка на мене, дома морам да ја симнам, не сум како некои жени што легнуваат со шминката. Си ја вадам со ноќна крема, се шегувам. Го научив тоа, затоа што почувствував дека навистина ако се грижиш за тоа, навистина ќе имаш, јас имам скоро 63 години, но ако се избричам, моето лиценце како во Јужна Македонија викат бебешки така било нежно како бебешки. И после толку водени настани, толку проекти, се уште неуморно го правите тоа толку добро како никој друг. Какво е чувството да сте позната јавна и славна личност толку долго време? Што знам какво е чувството? Јас уживам ден-денес во сето ова. Знаеш, имам колеги кои се предале на тоа дека ни заврши кариерата, немаме веќе мотивација. Јас како стареам, се повеќе мотивација имам. И некој ќе рече, што ти видовме таму, нешто за шминка, па ваму за тоа. Ме викаат луѓето, ме бараат, ја па сакам се да научам секаде да видам. Да. Тоа ме одржува во живот, ме прави мотивиран и за други работи во животот. Штом јас сум допатувал од Дојран до Скопје, мора да има силна причина за сето тоа, а Убавка и Ева и оваа манифестација, веројатно додека се познаваме, додека сме живи, ќе ја правиме, па ете, белки ми јас ќе научам нешто повеќе за модата.
Кој е рецептот за успехот според вас? Работа, упорност, трпение, не слушање други, слушај само себе си, своето срце, развивај го својот талент, биди обкружен со најблиските, што помалку социјални мрежи, што помалку телевизија, што повеќе природа, љубов кон животните, љубов кон татковината, шетање низ Македонија. Така некако го замислувам идеалниот живот. А кој е вашиот најголем успех? Тоа што сум жив. Веројатно нема поголем успех од тоа. После се тоа што ми се случи во животот, што сам си го приредив, ете смогнав снага, повторно сум на нозе, повторно сум обожуван, популарен, баран и нема подобра сатисфакција за еден уметник од тоа, да траеш толку многу. Јас сум звезда од 12 години, значи 50 години сум звезда, но ете, луѓето се уште ме сакаат, ме препознаваат по улица, сакаат да се сликаат, сакаат да ме прашаат нешто, нешто ми предложат. Тоа е само знак дека сум им влегол под кожа, дека со нешто сум ги освил. Јас мислам дека тоа беше мојата искреност. Уште од најмлад актер бев многу искрен, никош не сум ја лажал публиката и еве после толку години таа се уште ми верува и јас сум пресреќен заради тоа. Сега искрено, дали знаете и понекогаш да се напиете некоја чашка алкохол? Официјално јас не пијам 8 години и повеќе, но ете така кога е некоја семејна веселба, зашто не се напие човек една-две ракиички со салата за на здравје. Но она главното, мислам, тој алкохол мене ме однесе во сосем порочен правец и никако не би се вратил на сето тоа. И ете, ти кажувам, пробувам по некој пат, но за среќа не ме повлекло, се чувствувам потполно свесен за ситуацијата, имам потполна самоконтрола и кога имаш потполна самоконтрола врз себе, во својот организам, да, се што правите во животот, правете го умерено, ќе живеете 100 години и нема да имате никакви проблеми. И за крај, како е во Дојран и дали ви фали Скопје? Дојдете па ќе видите, вие сте биле 2-3 пати, ама дојдете сега. Сега нема пролет во Дојран, летото почна. Се бањаме. Ве чекам во Дојран, да, ве чекам. Фала ви, Игор, многу. Да сте ми живи и здрави. Се најубаво. Чао, хај.